Естрадниот уметник Бобан Зафировски, познат како Бобе Амадеус, ја освои првата награда за композиција на 18-тиот Светски тамбурица фест, што месецов се одржа во Нови Сад. Песната е насловена Новосаѓанка, но преведена и испеена на македонски јазик. Повеќе детали за учеството на фестивалот во Србија, за престижното признание, но и за учеството на Тумба Фест и на музичкиот фестивал за деца бисерчиња со своја музика и аранжман, ке слушнете од Бобе Амадеус во интервјуто кое што ќе се емитува веднаш по вестите. Песната се вика Новосаѓанка. Прво сакам да појаснам нешто. Песната доби награда за цела композиција. Значи, прва награда за композиција, така пишува на официјално веб страната на Тамбурица Фест. Прва награда е отишла за композиција Македонија. Авторот е господин Ковачевиќ, Ѓорѓе Ковачевиќ, кој живее и твори во Нови Сад. Он е комплетен автор на музика, текст и аранжман. Но од организацијава Тамбурица Фест, пошто јас сум представник од Македонија, некако инсистира и за мене уште подобро беше да се преведе текст на македонски јазик, да си пеам на свој мајчин јазик. Јас кога слушнав тоа се израдував, да кажем искрено, но требаше текст да се преведе на македонски. И малку специфично, кога веќе напишан некој текст, да се прави онака препев на песната. Многу е полесно да се напише нов текст отколку препев. Но, за моја среќа, прекрасното перо на господин Огнен Неделковски, тој е волшебник, едноставно, направи препев на песната. Значи, сакам да кажам, благодарам на Огнен Неделковски, што направи прекрасен препев на песната. Но, преди сеова, линкот, што јас бев покана да учествувам на Тамбурица Фест, Светскиот Тамбурица Фест во Нови Сад, линкот е нашиот сограѓанин Нино Величковски. Владимир Михајловски, носител на листата на кандидати за советници од коалицијата на ВМРО ДПМН, денеска на пресконференција најави фер, достоинствена и коректна кампања по однос на сите. Од денеска ВМРО ДПМН започнува со акцијата од врата до врата, до секој дом, истакна Михајловски, потенцирајќи дека предизборната кампања ја започнуваат со благослов од владиката господин Григори. Побаравме и добивме благослов од своите семејства првенствено. Потоа имавме привилегија и чест да бидеме примени од неговото високо преосвештенство, владиката Кумановско-Согорски господин Григори, да не прими и ни даде благослов, на кој нешто сум неизмерно и исклучително благодарен во име на сите членови на советничката група на ВМРО ДПМН, предложени за општина Куманово. Сакам да најавам дека започнуваме со кампања која ќе биде пресет фер, достоинствена и коректна по однос на сите. Од денеска започнуваат дејствијата по однос на кампањата. Започнува на акција од врата до врата и ќе одиме до секој дом. Без оглед дали е близко, дали е далеку, дали има или нема асфалтен пат, дали познаваме или не познаваме некого таму. Нашата намера е искрена и чиста, сакаме да ги посетиме сите. Сакаме да ги сослушаме нивните проблеми, сакаме да се запознаеме со ситуацијата, сакаме да зафишаме, да видиме што можеме да помогнеме и да ветиме што може да се помогне. Но, да запомниме и да запишеме се што ќе се случува. Оно што исто така го сакаме е тоа да ја стиснеме секоја рака и да го здогледаме секој поглед. Тоа е затоа што имаме што да кажеме, но имаме и што да слушнеме. И сме привилегирани да сме представници на политичка партија која се фали, покажува со резултати. Нашите представници се исклучително успешни политичари кои Македонија ја водат во исправен правец. Председателот на Општинскиот комитет Куманово, Бобан Николовски, како директор на Царината, ја држи македонската економија на високо ниво. Со неговото ангажирање и посветеност допринесе со 110 милиони евра поволен внес на наплата на царински давачки. Овој износ ќе биде искористен за подобрување на сите општини, вклучително и Кумановската. Сите овие средства со заложбите и коректноста на сите кои се представници на оваа советничка група ќе допринесат да имаме успех
во престојниот изборен процес. Едно сакам да кажам. Имаме верба, имаме надеж, а имаме и љубов кон нашиот град и љубов кон татковината. Бараме од Господ да ни даде и мудрост, во сплат на денешниот празник, светите великомаченици Вера, надеж и љубов и нивната мајка Софија, прогласуваме дека ја завршуваме и ја отвараме кампањата за престојните локални избори. И повикувам сите наши граѓани масовно да излезат и да партиципираат во гласањето, а сигурен сум дека ќе го направат вистинскиот избор. Воедно сакам да ги поканам сите наши сограѓани на големиот сенароден митинг на кој ќе се представуваат кандидатите за носители на советнички места од ВМРО ДПМН за општина Куманово, кој ќе се одржи на плоштадот во Куманово со почеток од 20:30 часот во сабота 4 октомври. Ве молам сите да дојдете, да слушнете и да видите што ова опција има да понуди. Секој граѓанин има право на еднаква шанса да учествува во заедницата, а обврска на општината е да создава услови во кои сите ќе бидат слушнати, поддржани и вклучени. Истакна на денешната пресконференција Ивана Ѓоргиевска, носител на листата на кандидати за советници од движењето Знам за наша Македонија. Нашата визија беше и е токму таква општина, промотор на солидарност, еднаквост и социјална инклузија. Општината спроведува низ за локални активности и мерки за подобрување на општата состојба на граѓаните и тоа. Бесплатен јавен превоз на сите граѓани на сите линии. Народна кујна, субвенционирање на трошоци за комунални услуги, обезбедување на помош за домување на стамбено необезбедени лица, еднократна финансиска помош за социјално најзагрозените, обезбедување на социјални услуги преку програмата Општинско корисна работа, социјална инклузија на деца роми во детските градинки, набавка на специјално возило за лица со посебни потреби и многу други. Драги мои сограѓани, инклузивноста е срцевината на едно праведно и хумано општество. Секој граѓанин, без разлика на возраста, полот, етничката припадност или способност, има право на еднаква шанса да учествува во заедницата. Наша обврска како општина е да создадеме услови во кои ќе бидат сите слушнати, поддржани и вклучени. За таа цел предвидуваме создавање услови за целодневен престој за деца со посебни потреби во училиштата, нова спортска сала приспособена за лица со посебни потреби, инклузивен концепт, пристапни веб страници, културни, спортски содржини, јавни простории и услуги без бариери, пристапни рампи и пристапни санитарни јазли во сите училишта, адаптирани тротоари за непречено движење на лица со посебни потреби, звучни семафори на клучни локации во централното градско подрачје, тактилни патики за лица со оштетен вид кон институциите и другите јавни објекти, пристапност во општинските згради, во јавните претпријатија и во градинки, достапни автобуски постојки со рампи, говорни најави и јасни ознаки, вклучување пристапни автобуси со звучни апарати во јавниот превоз, пристапност до културни спортски објекти од јавен интерес, поддршка за центри за социјализација и психолошка поддршка на лица со посебни потреби и за нивните семејства, шелтер и советувалиште за жртви на семејно насилство, поддршка на програма за ресоцијализација за маргинализираните групи на луѓе, бесплатни активности за деца со социјално загрозени семејства, курсеви, спортски активности, екскурзии, продолжување на постојните мерки за социјална заштита кои ги имаше општината досега, општинско корисна работа, ангажман на невработени како асистенти во образование и во грижа за стари лица. Уверена сум дека заедно може да изградиме Куманово, кој ќе биде пример за еднаквост и инклузија. Град каде што секој човек, без разлика на својата возраст, професија или припадност, ќе има свое место и своја улога. Ве поканувам на сенароден митинг кој ќе биде организирано за промоција на кандидати на советничка листа на движењето Знам за наша Македонија и кандидат за градоначалник Максим Демисиевски на движење Знам за наша Македонија, кој ќе се одржи утре
во 19 часот на големиот плоштад овдека во општина Куманово. Општинската организација на СДСМ вчера вечер официјално ги представи кандидатот за градоначалник на општина Куманово Мартин Костовски и листата на кандидати на советници и коалицијата. Во своето обраќање пред присутните, Костовски меѓу останатото порача дека СДСМ сака промени, сака нова енергија за модерно и урбано Куманово. Пораки во престрет на локалните избори упатија и носителот на листата на советници Томица Илиќ, како и Фани Карамфилова, подпредседателката на СДСМ. Ова не е обична кампања. Ова е повик за правда, за еднаквост и достоинствен живот во нашиот град. Куманово не е само точка на географска карта. Куманово е народ, Куманово е душа, Куманово е историја на отпор и солидарност. Куманово е наш стил на живот, Куманово е нашата приказна. Нашиот град секогаш стоел исправено, кога било тешко, кога било незгодно, кога другите се двоумеле. Сега пак е време да застанеме заедно исправено на овој пат за развој, за правда и за обичниот човек. Ние социјалдемократите не ги забораваме луѓето. Не ветуваме чуда, туку нудиме реални промени. Реални промени за мајката што води пеш со децата до градинка. Реални промени за пензионерот што брои денови до следната пензија. Реални промени за младите што размислуваат да заминат, но се уште се надеваат на нешто подобро. Тука, дома, во Куманово. Нашата програма не е листа на ветувања, туку обврска. Ќе изградиме нови зелени површини, затоа што воздухот и просторот не се луксус, тие се право. Ќе изградиме квалитетни улици со проводни тротоари. Ќе го изчистиме градот, ќе ги изчистиме реките. Ќе вложуваме во локалниот економски развој, затоа што младите заслужуваат шанса тука, а не да се пакуваат со еднонасочен билет. Ќе бидеме гласни за секој маргинализиран глас. За ромите, за жените, за работниците, за самохраните родители. Како домаќини ќе инвестираме во некорумпиран јавен превоз, достапен и ефикасен за сите. Ќе направиме општина достапна, транспарентна и блиска до народот. Без врата што не се отвара, без телефон што не звони. Вратата и телефоните во општината Куманово ќе бидат отворени за сите кумановци. Како прв меѓу еднаквите, ја имам обврската пред сите вас вечерва, присутни, да побарам подршка за да оваа листа биде победничка на предстојните локални избори. Драги мои, општина Куманово и нејзините жители се пред сериозен предизвик. Заглавена во кружен тек, силно повикува заеднички да ја најдеме насоката по која ќе се движи во наредните 4 години. СДСМ и коалиционите партнери, како сериозна политичка структура, се спремни да одговорат на овој предизвик, да ја најдеме насоката за подобро утре. Куманово е нашиот дом. Во тој дом сите ние расневме, се образувавме, се оформувавме како луѓе, се смеевме и тагувавме. Во нашиот дом самите ние ја пишуваме историјата, ја живееме сегашноста и заеднички ќе ја градиме едината. Ве повикувам сите заеднички, како еднакви граѓани, да застанеме едни до други и Куманово да го направиме град на кој сите ќе се гордееме, како што се гордееме на славното минато и днината да ни биде уште посветла и просперитетна.